Пријатели, добар ден и од мене уште еднаш. Добродојдовте во новата рубрика и епизода од Утринска на Телма, прашање и одговори со Јосиф. Како што и најавува самата рубрика, името ми е Јосиф, презимето ми е Дамјанов и денеска имаме неколку прашања на кои што може да одговараме. 7 се по број и оние кои што можеби се уште не сте запознати како може да ги добиете одговорите на вашите прашања, може да го користите хаштагот AskJosif или па да го користите, да ги користите моите профили на социјалните мрежи кои што може да ги видите на екранов и да ми поставувате прашања и да нормално ги доставувам одговорите до вас или па да ги наоѓаме каналите на кои што може да се наоѓаат одговорите на вашите прашања. Георгиев.Стефан.НН кој што прашува дали ако постам овие 40 дена би имал исти резултати доколку не би постел, односно јадам нормално. Стефан, ако ме прашуваш за доброто чувство и постење, да си ги чистиш и мислите, и телото, и духот, тогаш дефинитивно е супер и не би ги имал резултатите доколку не би постел. Ако ме прашуваш за телесниот дел и да тоа дали ќе ти помогне постењето да си направиш подобри резултати со телото, не може да се направи дистинкција од причина што телото исклучиво го интересира дали ти го храниш доволно нутритивно и калориски, а не од каде доаѓаат тие работи. Така да протеините кои што можеби повеќето од луѓето ги изфрлаат за време на постење, затоа што ги изфрлаат животинските продукти, не значи дека не може да се надоктанат преку растителни извори на протеини. Само што треба можеби повеќе човек да се заангажира и да се организира, бидејќи е тешко можеби во првите 2-3 недели додека постењето е новост во твојот живот. Така да дефинитивно можеш резултати телесни да постигнеш и на овој и на другиот начин, но ако се работи за чистење на тело, дух и ум, онда постењето дефинитивно многу повеќе ќе ти помогне.